Почитувани сограѓани, почитувани медиум. Најпрво би сакал да му го честитам на сите наши сограѓани празникот, заштитникот на нашиот град, Свети Николај Чудотворец. Нека е за многу години и напомош. Упатувам желби за здравје, мир и благосостојба во сечи дом. Секаде во светот кога се гради и реконструира нешто, тоа се прави со намена да биде од општа корист за сите. Само во Прилеп, за жал, се трошат милионски суми на проекти кои се нефункционални и создаваат нови проблеми. Реконструкцијата на дел од булеварот Гоце Делчев, која патем започна во март годинава, а дури денеска ќе пресече црвена лента, чини неверојатни 1 милион евра. За подсетување, иста таква сума општината плати за набавка на 4 автобуси за градскиот превоз. 1 милион евра за што? За нерешен сообраќајен проблем кој веќе им создава невидени главоболки на возачите. 1 милион евра за центар на градот без доволен број паркинг места и изолирана без пристап чаршија. Се расфрлате со парите на граѓаните како да се ваши лично, без око да ви трепне. Градоначалниче, ве повикуваме денеска, кога заедно со вашиот ментор Зоран Заев ќе сечете црвена лента, да им објасните на граѓаните како тоа еден сообраќајен знак Новој булевар чини 340.000 денари, како една рампа пред општината чини 100.000 денари и како потрошивте неверојатни 573.000 денари за интегриран систем со семафорска опрема, а реалната цена за која што може да се набави е $3.000. Кога веќе заедно со вас е тука и Зоран Заев, го повикуваме да го посети участокот, да прочита и да научи како се живувала така наречената за него бугарска администрација. Со своји очи да види во какви окови биле врзувани борците за слобода од НОП и какви зверства извршувале фашистичките бугарски окупатори. Граѓаните очекуваат одговори на овие прашања. Почитување. Зоран Заев, човекот кој најави двојазичност од Прилеп и кој преговара и тргува со македонскиот јазик, денеска се поклонува пред великанот Блаже Коневски. Ова зборува дека овие луѓе имаат целосно изгубено допир со реалноста и целосно имаат изгубено чувство за вина и срам. Ете, со вакви луѓе се соочуваме и се бориме денеска. Ви благодарам.